Чест и задоволство ми е да ви ја представам наставничката од основното училиште Кочо Рацин од селото Ивањевци од општината Могила. Весела Богдановиќ, добро ви утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Ќе зборуваме за една тема за која што се надевам дека и јавноста е запознаена. Вие сте една од 50 најуспешни едукатори, како што ги споменав и оние статистики, скоро од целиот свет, од илјадници пријавени наставници кои што дојдоа се разбира на конкурсот во академијата финансирана од страна на Варки Джейм фондацијата. Прво би сака да ни ја објасните вашата приказна. Многумина не знаат дека и во добри и во лоши временски услови наставничката од Могила патува понекогаш и со своји собствени средства за да им одржи час на своите ученици до селото Ивањевци. Како започна љубовта кон оваа професија, кон учителството, кон просветата? Јас живеам во Битола, а веќе 12 години работам во основното училиште Кочо Рацин во селото Ивањевци, општина Могила. Како започна? Па, не знам, тоа е едноставно љубов кон уште порасна во едно семејство во кое што мојата баба беше учителка, дедо ми беше учител, мојата мајка беше наставник по македонски јазик во истото ова училиште во кое што јас сега работам. Уште како малечка ме водеше со неа на работа, значи пораснав со книгите околу мене, со таа љубов. На педагошкиот факултет имав прилика и чест да започнам, значи првите чекори ми беа со она што е чекор по чекор програмата, која што ми остави особен впечаток и ми покаже на насока како сакам јас да изгледа целиот тој наставен процес, како сакам да градам јас една средина креативна и стимулативна за учениците. Понатаму тоа е, значи без разлика какви временски услови, значи стварно со сопствено финансирање, нели во последниве години знаете не се плаќа превозот на наставниците, меѓутоа толку е убаво да се работи со дечињата кои што живеат во рурални средини. Родителите се прекрасни, толку соработуваат, прекрасна средина за работа. Станува збор за ваши 8 ученици кои што сега би сакали да ги поздравиме. Сигурно не гледаат и си ја гледаат својата учителка на македонската телевизија. Ме интересира колку е предност да се работи со помала или со поголема група на ученици, со оглед на тоа дека вашите колеги во градовите работат со 20, 30, па некаде и 35-6 ученици, вашата група е 8. Значи, еве тоа како моја новогодишна желба нека биде, дај Боже да заживеат руралните средини на таков начин да и ние наставниците во руралните средини имаме прилика да работиме со повеќе дечиња. Да јас доживеам да во мојата училница има 20-30 ученичиња, каква би била таа убава слика кога сите би биле ние при ова што го правиме сега, кога би го правила со многу повеќе дечиња од она што е. Кога наставникот се припрема за еден работен ден, кога ги припрема содржините, нема улога дали ќе се подготви за работа со 8 или со 20 или со 30 дечиња. Тоа мора да се подготви. Меѓутоа и за работа со помалку дечиња треба и повеќе содржини да се осмислат само за еден наставен час, многу повеќе од она што би се работело со група од повеќе. Ги гледаме инсертите кои што вие ни ги донесовте. Во суштина и вашето мото е учиме низ игра. Би сакал малку да прокоментираме за вашата училница и јавноста ќе може да биде запознаена што не следат не само во Македонија, туку и надвор од Македонија во диаспората, дека вашата училница изгледа како од иднината. Така, значи благодарение на Министерството, ова што таблата што ја гледаме во моментов, значи тоа е интерактивната табла за која што аплицира нашето училиште во оној момент кога Министерството понуди за да аплицираме за да добиеме нели табли. Се надевам дека и во иднина ќе има уште еден таков добар гест да има прилики повеќе училишта да има таа интерактивна табла. Компјутерите се тука и сето она шаренило што е одоколу, сето она што го гледаме другото во училницата, сето тоа е сработено буквално можам да кажам и без пари, со пренамена на средства, природни материјали, отпаден материјал, значи буквално сето тоа си го криваме самите. Јас и дечињата со помош на родителите, колегите од училиштето исто така со поголемите ученици и тие се вклучуваат многу често. Правиме заеднички акции и самите си изработуваме дидактички материјал кој што прикажуваме како го применуваме во наставна пракса. Така.
Од тоа што го видовме, вашите колеги во градовите можат да ви се восхитат за примената на ИКТ во наставата. Кои други алатки ги применувате кога станува збор за Значи вака, тоа што мене ми е особено важно ми е да покажам еден здрав начин на примена на ИКТ во наставата. Значи она што е денес тема на многу психолози, педагози ширум светот што гласно зборуваат колку ИКТ не е безбедно за децата, значи колку треба да ги отстраниме децата од компјутерската технологија. Јас успеав да најдам еден начин во кој што прикажав дека современите деца кои што и тоа како ја сакаат технологијата можат да учат на користен начин со помош, со нејзина помош, меѓутоа само кога таа технологија се паралелно се понудат, значи во истиот момент на дечињата им нудам и дидактички материјали опипливи, значи да можат и развој на ситната моторика тука, значи паралелно оди се. Не се работи само со компјутерска технологија, истите работи, истите приказни изработени во форма на работни листови и што самата ги значи самата ги изработувам и ги споделувам со сите наставници. Значи тоа е се отворено за Немаме многу време за ова, треба многу да се разговара. Сосема за на крај ќе ве прашам колку ви значи ова награда или ова што сте вие дел од оние 50 најдобри едукатори во светот. Наградата можеби ќе им значи на оние кои што не се трудат многу, таа изнесува $1.000.000, $1.000.000 и вие сте влезени во таа најтесна трка. Така, многу ми значи. Многу не се опишува колку сум среќна за овој голем успех, затоа што беше многу голема конкуренција. Навистина огромна конкуренција, голем квалитет на колеги од секаде од светот и многу ми значи оваа награда. И со ова буквално како да си докажав и себе си и на многу мои колеги кои што многу вредно работат во нашата земја, дека покажавме дека трудот се исплаќа. Значи дека трудот е забележан и може да биде забележан и награден. Ви посакувам многу успех во наредната 2015 година. Пред се да се вратите безбедно во Могила, знам дека е завеано и некај плетвар, меѓутоа ќе возите безбедно, да ги поздравите вашите 8 ученици. Ви посакувам многу успех и се надевам дека со сето ова што ни го прикажавте дека вашата придобивка ќе биде и онаа голема награда. Ви благодарам и вас што ме повикавте тука.